Еве, излезе од печат. Новото се пуштив уживо на Facebook. Излезе од печат. Ужасно топло е, ама само што бев во печатницата и викам, ај пошто излезе од печат книгата, да направам едно кратко пригодно видео. Сите што сте тука кај мене на профил, малку подолу ќе скролате, ќе најдете видео од вторникот, каде што направив краток опис на романот Загубената љубов на Марија. И ако сте заинтересирани за книгата, ќе ми пишете во инбокс. Искрено хаос е овие 2 дена, затоа што да ги запишам сите пораки, телефони и адреси, да испопраќам по карго, да не пропуштам некој. Ете, многу пораки стигнаа, но како и да е, има уште неколку примероци, така што ако сакате да ја држите во раце, односно да ја прочитате љубовната приказка на Андон Лазов Јанев и Марија, која што е испреплеткана со една многу интересна историска македонска приказна, можете да ми пишете. Значи, од денеска можам да ви ја испратам. За тие што не сакаат да читат, на мојот YouTube профил ќе направам визуелно и аудио вадење на некои делови за тие што се мембари на мојот канал, па нешто ќе можете таму и место да читате да го послушате, но предлагам да ја прочитате книгата. Лично мислам дека од се она што досега во животот сум го напишал, ова е некаков врв, каде што сум ги синтетизирал, односно вклучил сите претходни книги, се што сум прочитал, се што ме интересирало за нашата историја, се што сум мислел дека треба да биде ставено на едно место и да биде понудено како една интересна приказна поврзана со некои работи кои што генерално сите македонци ги интересираат. Например, каде е гробот на Александар Македонски? Што има во неговата гробница? Зошто е поделена Македонија? Дали ќе се обедини, кога, зошто и како? И така натаму. Значи, во овој роман ќе може да прочитате една можна разврска, еден можен агол во однос на овие работи. Ако ова ви интересира, односно е ваков тип на книги се ваше поле на интерес, пишете ми, бидете во контакт со мене. Ако има примероци, ќе ви пратам. Има убав ден, од 20 зборам, што ми е топло, ама еве сакав да го одбележам тоа што сега ја пипнав прв пат во рака книгата и јас сум задоволен од тоа што е направено, како е направено во печатницата. Така беше и прикажано на Инфомакс во вторникот и тоа како представување го имате подолу на мојот профил.
погледајте го и тоа видео. Имајте убав ден и се гледаме.